свештен прегед, ете од можноста, јас недостојниот да престојам на ваков прекрасен собор, исполнет нели од ревностни верници кои денес се потрудија и покрај многуте неприлики и тешкоти нели да дојдат и да заедно тука заедничариме, а потоа и во тоа што заедничариме и го служиме на Бога и го прославуваме во неговите свети и токму во еден ваков древен манастир и се придружуваме всушност на вековите и на вековите историја, на вековите и на вековите служена литургија на Бога, на вековите и на вековите изостувана молитва кон Бога. И сето тоа само по себе е големо дело, и сето тоа само по себе е свето дело, и сето тоа само по себе е нешто кое што ја возбудува душата и треба да го воздигне срцето и треба да го воздигне нашиот ум. Зашто замислете, ние, современите христијани, ете се придружуваме на вековна и на вековна историја свештена, на молитва, на литургија, на покаяние и така натаму и така натаму. И токму затоа сакам да му се заблагодарам на неговото високопреподови игумен од Агатон и на братството за таа можност што еве како традиционално стана, нели да служиме овдека во овој свет манастир и да му оддаваме почит на неговиот патрон, на светиот великомаченик Пантелеймон и на сите оние кои што ги празнуваме на денешниот ден, нашиот патрон, патронот на нашата света црква, светиот Климент Охридскиот чудотворец и на светите седмочисленици. И што може да се каже, освен тоа дека содржината на една проповед треба да биде толкување на Евангелието. А во Евангелието се говореше за добриот пастир. И ако ние свештениците не знаеме како треба да се однесуваме, не сме прочитали и не сме слушнале, доволни ни се зборовите токму на ова Евангелие, за оној кој што е добриот пастир и за тоа каков треба да биде тој. И нашето внимание треба да се сосредоточи само на една реченица од денешното Евангелие, а тоа е дека добриот пастир е оној кој што душата своја си ја полага за овците своји. И Христос не остава само со познание на тоа што е добриот пастир, туку воедно ни говори за лошиот пастир, за оној на кој што не му е гајле за овците, за оној кој што всушност бега кога ќе дојдат неприликите и искушенијата, за оној кој што ги остава пред искушенијата и пред неволите кои што ги притискаат оние кои што му се нему доверени. И секој од нас како пастир, како свештеник, назначен од Бога, а сето тоа ние сме го побарале со своето барање и со својата слободна волја, треба да знае и што е одговорноста на тоа да се биде пастир на Христовото стадо. А одговорноста е токму во тоа да се биде пример по оној кој што е пример за сите нас, односно по Христос. Свештеникот најмногу треба да се огледува на Христос и како таков да биде пример на сите ние, односно на сите вие кои што му се огледувате на Христос. И секогаш тоа бил свештениот поредок во црквата. Ако имало добри свештеници, имало и добри верници. Ако га имало добри верници, значи дека имало добри свештеници. И сето тоа е една заемна синергија. Сето тоа е една заемност без која што не се може. Затоа што впрочем свештениците произлегуваат од народот. Свештениците се стануваат тоа што се со амин и со достои кој што го вели народот. И ако народот е добар, тој ќе изнедри добри свештеници и такви пастири нели ќе имаме. Ако народот е оддалечен од Бога, од покајанието, од недоволната молитвеност, од недоволното литургиско познание на нашата вера, а верата наша е сосредоточена најмногу во литургијата, тогаш не може да се изнедрат нели добри пастири. Она кое што останува е секогаш надеж, дека ете ние ги имаме светиите, за да можеме да им се угледуваме, ги имаме нивните светли примери во верата, за да можеме да ги следиме. Вчера на проповедта говоревме за мачеништвото и за тоа што значи сведоштвото за Христа преточено во крв и во давање на животот, подпишано со сопствениот живот, и за тоа што значи денешното сведоштво во слобода на сите нас. И тоа се разликува единствено во тоа што мачениците за верата го поднесоа и го подпишаа своето сведоштво за верата со сопствениот живот и со сопствената крв. А денес нам што ни престои? Како треба ние да го подпишеме вистинското сведоштво за верата? И вчера ги кажавме оние зборови кои што ги кажа Христос. Ако некој се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот Отец Небесен. И ако некој од вас ме признае пред луѓето, и јас ќе го признаам него пред мојот Отец Небесен. Ете како ние го подпишуваме
нашето сведоштво за верата во денешниот современиот живот. И знаете, многу пати сте прочитали на многу места дека сведоштвото на христијаните од последните времења ќе биде поголемо од сведоштвото на оние кои што маченички, односно кои што го дадоа својот живот за таа вера. Затоа што денес искушенијата или злото толку се населило меѓу нас, што толку е иновативно, го и гледаме на секој чекор. Тргнеме ли од дома по улиците, на рекламите, на билбордите, на зборовите на луѓето, затоа што сме го изгубиле благочестието, во однесувањето на сите нас, затоа што тури сме изгубиле и скромноста во облекувањето и така натаму. Значи, искушенијата се сегде присутни. И затоа светите отци рекле така, дека сведоштвото на современите христијани ќе биде поголемо, нели, и ќе биде потешко да се даде од сведоштвото на мачениците за верата. И ние денеска имаме една голема одговорност. На овој свет, обезбожен, тргнат од Бога, да му сведочиме за Христа. А како најдобро се сведочи за Христа, ако не преку собствениот живот и преку собствениот пример? Не да бидеме христијани само овде во храмот, ставајќи ги марамите, поклонувајќи се, крстејќи се многу побожно и така натаму. Туку и кога ќе излеземе од храмот, да бидеме вистински христијани. На работните места, кога се движиме по улицата, кога се возиме во автобусот и секаде каде што ќе бидеме присутни, да не заборавиме на Христа и на тоа дека треба да сведочиме и да го исповедаме Христа. Исповедништвото не престанало никогаш за христијаните. И сите ние треба да бидеме исповедници на верата, а кога ќе бидеме исповедници на верата, неминовно ќе бидеме и маченици за верата. Затоа што оној кој што ја исповеда верата, оној кој што ја живее верата, оној кој што се труди, тогаш оној кој што е нас најголем непријател, нема да го остави, туку ќе го искушува, било преку страстите, било преку другите луѓе, и затоа сведоштвото тогаш пак ќе се јави заедно со исповедништвото на верата. Имаме многу примери на кои што можеме да се огледуваме, ама треба да читаме за тие примери. Ако сме христијани, треба да го црпиме треба да ја црпиме свештената историја и свештеното искуство на црквата. Каде, ако не во житијата, каде, ако не во делата на светите отци, каде, ако не во молитвата. И на крајот на криштата, преку тоа што ќе го црпеме и ќе го применуваме во нашите животи, и ние ќе треба да се вградиме живо во преданието и во искуството на црквата. И ние да оставиме нешто од нашиот подвиг, од нашата молитвеност, од нашиот начин на живење на идните генерации. Преданието никогаш не престанало да се создава во црквата. Преданието ќе трае додека трае овој свет и овој век. А што е преданието ако не е живото искуство и живото сведоштво и живото живење на сите нас? Не треба да бидеме само номинални актери, оние кои што актерски ќе го поминеме христијанството и христијанскиот начин на живење. Туку треба да бидеме вистински живеачи и вистински исповедачи, нели, на Словото Божие, односно на светото евангелско спасително слово. Нека Господ по молитвите на светиот великомаченик Пантелеймон, на светиот Климент Охридски и на светите седмочисленици кои што ги празнуваме, нели денес ни дадат разум, ни дадат расудливост и ни дадат волја и подстрек да можеме вистински христијански да живееме, да сведочиме и да исповедаме верата во Бога воскреснатиот. Амин. За многу години.